Како ја оценувате 2020 година во однос на сообраќајните несреќи и жртвите во нив? Што говори статистиката? Има ли подобрување? Динамиката на живење и континуираниот раст на бројот на возачи и бројот на возила придонесуваат секоја година голем број на лица да загинат или да бидат повредени во сообраќајните незгоди. Во 2020 година, иако се уште ги немаме официјалните податоци, сепак можеме да кажеме дека оваа година има значително намалување на бројот на сообраќајните незгоди и намалување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди во однос на минатите години. Во 2019 година во Република Северна Македонија во сообраќајни незгоди животот го загубиле 132 лица, а 5164 лица биле повредени. Во 2020 година, според неофицијалните податоци, се очекува да има намалување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди. Според, повторно ќе речам, неофицијалните податоци за 2020 година, можеме да заклучиме дека Република Северна Македонија постепено се приближува кон просекот на земјите членки на ЕУ, а тоа е 5 загинати лица во сообраќајни незгоди на 100.000 жители. Или тоа значи околу 100 загинати лица на годишно ниво. Имаме ли сообраќајна култура или се уште сме далеко и како да ја стекнеме? Сообраќајната култура, етиката, толеранцијата во сообраќајот се уште не се на задоволително ниво. Согласно тоа, целта на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е да се изгради еден систем на општествени вредности во кои безбедноста во сообраќајот, културата и етиката во сообраќајот ќе заземат соодветно и значајно место. Процесот на промени на навиките и културата на однесување на сообраќајот е бавен и тежок. Па затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата посебно внимание посветува на најмладите со цел од мали нозе да се изгради едно повисоко ниво на култура и етика во сообраќајот. Што се однесува до возрастните, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата континуирано реализира превентивни, едукативни кампањи со кои ќе продолжиме и во иднина. Затоа што од сообраќајната култура на учесниците во сообраќајот зависи безбедноста во сообраќајот и многу човечки животи. Годинава и покрај пандемијата со COVID-19, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата организираше низа кампањи. Има ли бенефит и ефект од нив? Пандемијата со вирусот COVID-19 во почетокот на годината ги наруши плановите за реализација на програмата за работа за 2020 година. Но сепак можам да кажам дека брзо беа направени измени и дополнување на начинот на работа. И денес со задоволство можам да констатирам дека Републичкиот совет целосно ја реализираше предвидената програма за работа. Оваа година беа реализирани голем број на кампањи и беа изработени повеќе видови стручна литература.
Исто така, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата најде методи за унапредување на сообраќајната култура и едукација на децата и младите. Ефекти секако дека има. И покрај тоа што пандемијата е во фокусот на вниманието, сепак сообраќајните незгоди се случуваат секојдневно, а последиците од сообраќајните незгоди се многу сериозни за да бидат занемарени. Затоа, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата продолжи да работи посветено за намалување на бројот на сообраќајните незгоди. И во 2021 година и покрај пандемијата со вирусот COVID-19, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе продолжи континуирано да реализира едукативно-превентивни активности. Кој е вашиот став во однос на сообраќајната култура од најрана возраст? И покрај тоа што 2020 година беше година на пандемија, Републичкиот совет реализираше голем број на превентивни кампањи, а како позначајни се кампањата Стави појас, кампањата Ова лето безбедноста на прво место, Безбедно дете, Покажи грижа, Паркирај совесно, Зимска и новогодишна кампања и многу други. Сите кампањи беа успешно реализирани, со голем број на активности на терен, во директна комуникација со учесниците во сообраќајот, но исто така беа и соодветно медиумски поддржани и промовирани преку електронските и социјалните медиуми. Соработката со Министерството за внатрешни работи и останатите надлежни институции беше на многу високо ниво и сето тоа придонесе кампањите да ја постигнат својата цел. За крај, што ќе им порачате на учесниците во сообраќај? Посакувам среќни, весели и безбедни празници во секој дом. Празниците се време за уживање, време за радост и дружење со најблиските. Во услови на пандемија, празниците поминете ги во кругот на семејството. Прославете одговорно и возете внимателно. 2021 година нека биде најбезбедна досега. Ви посакувам среќни, весели и безбедни празници. Среќна нова 2021 година.